Здраво! Бидејќи е недела, ми текна што да не, да прочитаме уште една приказна. За денес одбрав, бидејќи е недела, интересна една приказна која се вика Палешка. И е стара приказна и многу интересна. Си беше еднаш една женичка која толку многу сакаше да си има ќерка, што отиде кај една вештерка да побара помош. А оттаму се врати со едно мало зрнцо јачмен. Но тоа не беше обично зрнцо јачмен. Всушност, веднаш штом го посади во цреп, од него изникна голем убаво лале со жолто-црвени венечни ливчиња. Женичката го бакна цветот, кој се уште беше затворен, и тој тогаш се отвори, а во него имаше едно прекрасно мало девојче, во розова, со розобела кожа, облечено во венечни ливчиња. Воодушевена, женичката извика: "Ќерката моја е колку палецов малечка, таа се роди од цвет, па ќе се вика Палешка, и ќе ја сакам најмногу на целиот свет." Таа подготви мало креветче според големината на девојчето, исчистена и измазнета лушпа од орев, со венечни ливчиња од љубичица, како душек, и венечно ливче од роза како кеме. Таа вечер, додека Палешка мирно спиеше низ кршениот прозорец, влезе една крастава жаба од собата и кога ја виде, извика воодушевено: "Ох, таа е толку убава, малечка и мила, за синот мој совршена невеста би била." Таа ја зеде оревата лушпа која спиеше Палешка, ја изнесе од собата и ја стави на водениот лилјан и ја пушти низводно по потокот. Кога се разбуди и виде дека насекаде околу неа има вода, Палешка многу се исплаши, а кога ја виде мајката краставата жаба како доаѓа со незиниот син, таа беше преплашена. "Радувај се, ова ќе ти биде сопругот твој мал. Треба да ти е мило, а не да ти биде жал. Ке живеете во куќа од кал," рече мајката на краставата жаба и си замина заедно со незиниот грд син. Палешка заплака неутешно, па неколку риби се сожали и го турна водениот лилјан, додека тој не заплови надолу низ потокот. Летајќи високо, еден мајски бумбар ја здогледа Палешка како плови по потокот и веднаш се заљуби во неа. Тој се стрмоглави наодолу, ја зграбчи Палешка и ја одведе во неговата малечка куќичка на врвот на еден дам. Меѓутоа, другите мајски бумбари не престануваат да критикуваат поради незиниот изглед, особено затоа што таа немаше антени на главата. Па така, мајскиот бумбар ја пушти да си оди, а Палешка го мина летото среќна и слободна, јадејќи нектар и спиејќи во цветови. Но по некое време дојде зимата и цвеќињата исчезнаа. Гладна и тресејќи се од студ, Палешка талкаше низ пустите полиња се додека еден ден не стигна до куќата на една полска глувчица. Глувчицата со задоволство ја прими Палешка, а за возврат таа требаше да ја помага во домашните работи. Глувчица настојуваше на секој начин да го убеди девојчето да се омажи за незиниот сосед, еден богат крт. Палешка најчесто го избегнуваше кртот, но еден ден, кога слушна како зборува за ластовичката која полумртва лежи пред неговото дувло, таа стана љубопитна и реши да го посети заедно со полската глувчица. Кога ја виде кутрата птица, Палешка многу се натажи, но кога дојде поблиску, виде дека таа не е мртва, туку дека само спие. Таа ноќ девојчето брзаше да исплете кебе од сено со кое ластовичката ќе може да се стопли, и секоја наредна вечер таа се грижеше за неа и ја хранеше. Дојде пролет и ластовичката се разбуди силна и здрава од зимскиот сон. Пред да одлета таа и рече на Палешка: "Ти благодарам многу, ти благодарам сесрдно, ти благодарам, што сега не пата. Се надевам еден ден ќе можам за твојата добрина да ти вратам." Дента која Палешка требаше да се омажи за кртот, таа ја облече незината венчаница и излезе надвор да поужива во прекрасното небо за последен пат. Токму тогаш ластовичката прелета ниско за да ја поздрави и се понуди да ја одведе со неа во потопли краишта. Без да се колеба ни за миг,
Палешка скокна на незиниот грб и заедно прелетаа зелени предели и силни морења. Припиено до топлите пердуви на птицата, девојчето чувствуваше како воздухот станува потопол и посладок. Тие стигнаа до еден древен, бел мермерен дворец кој блескаше на сонцето. Обкружен со миризливи цвеќиња, ластовичката ја стави Палешка во еден свет, незиниот нов дом, но очигледно тој веќе беше зафатен затоа што во него живееше еден чуден мал човек, облечен во бел. Малечко колку Палешка со светла прозирна кожа, две крилја од вилино конче на неговиот грб и малечка златна круна на неговата глава. Тој се представил како крал на цветните самовили. Кралот и Палешка се заљубија еден во друг на прв поглед, а нивната свадба, исполнета со песната на ластовицата, беше одржана на една бела рада. Новата кралица на цветните самовили доби многу подароци, меѓу кои имаше и пар нежни крила, со кои таа од тој ден па натаму можеше да лета со незиниот сопруг од цвет на цвет. Сега стварно толку за денеска, а утре ќе имаме и нови приказни. Чао, поздрав и се гледаме. Поздрав до сите од Кулабе.